Како дел од екипата од првиот ешалон, ако може така да се пофалам, на А1 телевизија и еден од член на основачкиот новинарски тим, деновиве добивам многу повици со прашања дали ќе се отвори повторно А1 телевизија. Јас на ова прашање немам одговор, но затоа најдобро на тоа може да одговори собственикот на А1 телевизија, Велија Рамковски, кој имам чест денеска да е во студиото на Нова ТВ. Добро дојавте. Добро дојавте. Отварањето на А1 телевизија е поводот за ова наша средба, за овој наш разговор. Прв пат после вашето излегување од затворот, но пред да одиме на А1, може ли да резимирате дел од вашата лична драма во оние 8 години поминати во Идризово? Крај на 2010 година имав чувство дека су во центарот, во средиштето на борбата против диктатурата, во борба за демократијата. 5 дена само пред новата 2011 година, јас, ќерка ми, брат ми, братот на жена ми и уште 10 најблиски соработници се најдовме во шутка. Ми се сруши целиот свет. Ми се сруши целиот живот. Ми се сруши како да падна во најдлабоката црна дупка. Ми се чинеше дека не можам да дишам. Се стресов, тоа може траеше 10 дена. Сакам бре да дишам, сакам да живеам. Че оваа неправда не може да трае, не може неправдата да биде посилна од правдата. Не може бре, ќе влезиме во ЕУ, ќе влезиме во НАТО. Ќе работам слободно, не ќе може премиерот да дава наредби кој да биде хапсен. Си се исправив. Таа слика ме натера дека треба да се останам жив и здрав. Почнав редовно јадење, редовно спиење. Спорт. Станав најрасположениот затвореник. Та во шутката во Идризово. Животот. 1 сат не му дадов на грујо, па макар тој затворски. Секој сат и во затвор беше мој. Али со убава, силна мисла. Што ве држеше? Што ви одржуваше надежда? Што ме држуваше? 2013-14 кога бевте во затвора, кога беше малку известно да речеме дека ќе дојде до некакви промени. Цело време ја очекував, многу во природа сум оптимист и би рекол борец. Цело време не може во ниеден момент не ме напушти мислата. Ова 7 години така траеше. Те од на пролет, те на есен. Те на пролет, те на есен. Те нимес ќе дојди, те ќе се реши прашањето на името, те ќе овде, те онде, ќе бидиме во. Цело време, буквално, со тој, најпоќе ме најголема црпев од тоа со влегувањето во ЕУ и престанувањето на можноста, значи ЕУ-то и престанување на таа неправда на тоа да кој кого сака да хапси. Таа надеж, таа светла слика што ќе значи, тоа ме одржа 7 години. Излегов од затвор, дојдов дома. Почна да доаѓаат пријатели. Сите, скоро секој носеше по нешто. Доаѓа кај мене како кај болен човек. Ја им се чудев нив. Тие ми се чудеа мене на тој ентузијазам, добро расположение. Тие ме убедуваа мене дека не знам ја колку е тешок животот под власт на Груевски. И парадокс на квадрат. Ја во затвор, тие на слобода, ама тие некако биле позатворени од мене и потежок живот живееле.
2 години еве како помина. И тоа е која Од ден на ден. Од тогаш до сега. Од ден на ден. Од недела во недела, од месец до месец. Почнав да се осеќам како нив. Вакви проблеми, Дефетизмот. онакви проблеми, со овај, со онај. И мидеше ќе дека ќе пукнам. Пак како да влезам во најцрната дупка. И се стресав. Пак уште еднаш се стресав. Чекај бре Велија, чекај. Ние на Европска Унија се формира, се организира 70 години скоро. Пееше за така, мислам дека беше. Скоро 70 години. Јас сакам за 2 години од како излегов од затвор да бидиме слично на Германија. Не можеме. Ќе треба многу време и многу работа. Гледам сега. Значи пак само да кажам. Чека исто пак веле, се приспита в себе си, за да најдам што е тоа, за пак да се дигнам. Се дигнав во затвор, за овде не треба да се дигнам. И си почнав математики. За А1 телевизија ми требаше 10 години за да ја стигнам до нулата. За после скоро 10 години. Да народот пак сака да ја има А1 телевизија. Бев еднаш на доктор. Многу анекдоти имам да кажам, али ајде на 2 само. Што ми оставија најсилен впечаток. Бев на доктор, ми мерим притисок. Една докторка беше. Овака малку така строго делуваше. И сега чекам да ми каже колку ми е притисок. Тај наместо тоа со Груптон, а кој ќе отвориш А1? Еднаш бев во Топана, пред еден од хедисите, и имаше еден млади луѓе, ко памкам како пред очи ми е, еден со златен ланец, еден млад ром, оддалеку виде како влегувам во тој, ај, кога ќе отвориш А1? И тој, обврска треба да отворам А1. Ова па сега, пренамената, пред ребрендирањето на VIP во А1, тоа беше една силна анкета, тоа беше експлозија. Ме среќаваа луѓето радосни, ќе почне А1. Им кажував дека тоа не е тоа, ама ми значеше многу, страшно ми значеше да после, не дај Боже, ти умре нешто, па со време ќе го прежалиш. Овие А1 се бара зошто? Затоа што беше нивна. Да ја вратам. Рековте дека излеговте од затвор полни со ентузијазам. Потоа, сами како што видите, паднавте во некоја дефетистичка вода. Што ви ја враќа сега пак надежта? Истото. Она, пак да поновам, истата слика, само сега многу пореална е. Истата е. Сега сме пореална, тогаш ќе бидеме вака, ќе се реши проблемот вамте, тамте, ај НАТО. Сега се вее заставата на НАТО пред нашата влада. Нашата застава се вее со заставите на најбогатите, најмоćните земји во светот. И америчката таму. И нашата равноправна е. Тој дел, овие 2 години поминаа, скоро 2 години, и порано го слушав ја тоа, ама сега не бива за држава, не ќе бидеме држава. Не, тој дефетизам страшен. Еве сега се вее заставата. Тоа значи, сме држава, ама ми смета тоа што не го гледам задоволството. Јас сум полн со задоволство што нашата застава се вее во Брисел. Полн со задоволство. Оптимисте? За нашата држава многу светла и некако мојата иднина си ја гледам, да, убаво в живот, убаво, врзано во оваа држава. Значи, нашата иднина не може да се оспори дека е светла, како никој пат, уз векови на нас. Само да го кажам, во овие 2 години. Во 2 години, низ векови, тоа што не се успеало. Низ векови не се успеа, сега се успеа. Низ векови за самостолност на државата. Сега не само самостална држава, него држава равноправна во најорганизираниот и најбогат дел во светот. Европа во сојуз со Америка, НАТО. Тоа е НАТО. И сега ние седнуваме таму, како тоа да не ми биде? Фамилија, све.
Еве во фамилијата ја знам, претпоставувам и вие, во фамилијата гледате што се со децата како да правиме, што да правиме и секој пат завршувате со една позитивна мисла што ќе ја направам за да бидеме подобро да живееме. Во фирмата. Почетокот го знаете, сега знаете како е, ама стално правиме напори како да биде во што да направиме за да бидеме побогата фирма, повисоки плати да имаме. Зар не смеам јас сликата за државата? Ја и имам сликата во државата. Сликата И тоа е најсилната. И некој ќе ви рече, но реалноста е друга. И сами се соочивте со неа, како што. Ама да, меѓутоа засукуваме, излеговте од затвор. има можност ако ние со истите закони, по истите правила почнеме да работиме, не фаќат малтене за рака. Членките кај што сме кандидат, кај што сакаме уствари да бидеме равноправна членка и ни кажува, секој ова направите го, ова немојте да го правите. Гледајте ова, недоволно сме го направиле. Ако тие не учат како тие направиле за да бидат она, и сега нас не учат, што треба да правиме како да. Затоа ми смета, можда ме прелеа чашата боки-моки. Ми прелеа чашата на тој безизлезност како да зборуваме, како ја губиме сликата кај одиме како фамилија, фирма, држава. За државата не ми е во позицијата која има Македонија сега. Никој пат не била поубава, никогаш. Очекувате Никогаш. после целата афера. Само уште ова сакам да го затворањето кажам. на Само уште Катица ова да, Јаре, само уште ова Ајде. сакам да го кажам. Ако ги имаме пред себе сликата како држава што никој пат си ја немале, што никоја генерација немале, сега имаме ние. Ако имаме таа слика, и Катица, и Бог, и Моки, сето го гледаме низ таа призма, што е тоа што не успорува? Има и други проблеми, и трети проблеми. Што е тоа? И 10 проблеми. Поверувате ли дека ќе успееме Секој да се пат- справиме со Апсолутно. тој ендемска појава на корупција? Апсолутно, кога тргниме 56-та година да го тргниме ЕУ формирањето, ајде порано беше НАТО. Ние низ години, низ фирмата ви кажувам 10 години ми требаше за еден. Кој све ми требаше за да кренам? За како држава, уште поголеми проблеми. Ако 10 години за еден ми требаше. Ами 20 години ќе речам минимум ми треба за државата негде да видиме резултати. Не може, ама градењето на патот, ако денес тргниме дека кој што ќе бидеме, што сакаме, што ќе бидеме, а сигурно ќе бидеме. Тогаш со радост проблемите, а и со без проблемите, она што ќе ми изгреши ќе гледам. Дали груевизмот чија сте жртва очекувате дека ќе биде поразен? Никога се подразбира. Никаква шанса нема греовизмот на патот кој не е у НАТО. И после овој Како- удар врз СЈО кој се случи? Апсолутно дел од процесот, дел од градење. Па што значи градењето на државата? Што значи решавање на проблемите? Еден од проблемите е тоа. Ако тргнеме мафија и што ние немаме мафија, Италија има мафија. Она гангстер, ја обично кажувам во Македонија да си бидеш јагник, ќе останеш жив. Во оние големи метрополи, бога ми потешко да се живее. Не може, ние сме стварно изванредна мала држава, ама имаме квалитет на живење за кој, гледајте ни из перспективите према ЕУ и НАТО, треба да оствариме еден позитивизам, една енергија за да ги решаваме проблемите. Како се Не може чувствувате со што Бог и луѓето кои ви ја затворија телевизијата и ве ставија Не, во затвор не, се не. на слобода, живеат нормално, Немојте. Груевски во Ја Будипешта? јас сум убеден сум, апсолутно убеден и не можеме ние да бидеме членка на ЕУ НАТО без да се решават тие проблеми. Не викам 100%, како кај нив што се решават. Ама како процес не може да не се решат. Чувствувате ли Целосно Груевски е на слобода и сосема? Груевски ќе не му завидувам. Груевски си ја прати својата цена, не може да не плати. Верувам Бога ми во таа универзална правда. Имате потреба за одмазда кон него? Никаква. Ја направив свој избор тогаш. Тој 2 години ме молеше да бидам во сојуз со него. Може појак од Зинко многу да бидам. Не сакав ја тоа. Не сакав така да живеам. И како се сега што не сакам да живеам, под овој дефетизам. Не сакам да живеам. Да ме вратам на До крај, само што ова, до крајот на животот. Ја ќе се борам за ова градење на патот. Така си го сакам животот. Така го живеам, кој ќе ми текни. Да моите внуци, моите деца, моите внуци, ќе дочекам и правнуци. Да живеат во најорганизираниот дел од светот, најбогатиот дел од светот. И дека ја ќе учествувам во градење на тој пат. Ми е убав животот. Си го сакам животот. И сакам така до 101 година да живеам. Зошто да не? И со таа енергија, на 73-та година терам, јас си го сакам животот.
Си го сакам и сме, не вика дека Америка, Германија не вика равноправна членка дека сме. Абе, што треба? Што треба поќе? Што ми треба? Катице, катице ќе се рече или боки? Ќе го решаваме, нас ни треба таа верба во иднината, во убавото што не чека. Без таква мисла нема шанса. Да се вратиме на пак, еве, наместо да ме поставате, ја ќе ви одговарам без поставање. Заеден се подажа. Ајден се покажува дека секој замислува. Ајден на свој начин. Ама ја како замислувам? Како ајден и те како треба за градење на тој пат, за разликата меѓу нас, меѓу Македонија и богатите европски држави. За пократок да биде тој пат. Тој пат е сега со трње, со бумби, џумби. Тоа е тоа градење. Да, еден слој, па друг слој, па треба да изградиме ние. Значи ние, тие ќе не земат нас, ама ние ако немаме желба да направиме, да ја работиме внатре, да го градиме тој пат. Тие не ќе засукат ракави да работат. Ако останеме само во расправи да Бог е и тој само е како проблем. Тоа е ужас. Ја не сакам да го живеам. И ова интервју е во основа, и ова моја излегува, мислев дека никој пат веќе пред камера нема да излезам. Ми е прели чашата, атмосферата околу Боки. Зар тоа е цел, Боки? Не сакам тој таков живеет да живеам. Не, кој сака нека го живее? Ја нема да го живеам и така си го сакам како живот. Поинако. Има ли, како го оценувате медиускиот пазар кој практично беше девастиран по затварањето на... Како загреој се, просечната цена по секунда на реклами имаше 25 евра, сега просечната цена е испод евро. Оттепани се кутрите. Паднат е тој бизнис и тој мислам дека е и текако... И во тој дел мора одреден... Многу треба. За медиумите стварно е тешка ситуација. После А1 мислам дека правата криза во медиумите настана со затварањето на А1. Малку ми е така космичка правда ја доживеав од народот, баш ова во овие денови, кога после 9 години А1 им треба. Ја доживеав и убаво се чувствувам, да ви кажам, убаво. На вака девастиран медиумски пазар, каква е шансата да има повторно А1? Појте услови се... Најголемиот услов е што го сака народот. Најголемиот е услов. И треба уште неколку услови. Јас сум убеден дека, веројатно, и тие услови ќе се создадат за народот пак да се има А1. За да учествувам, да, со А1 многу и полесно може да се гради тој пат. Многу полесно. А ја како личност се осеќам многу... Чувствувате ли одговорност, бидејќи А1 беше една мобилизација на граѓанскиот дух на општеството? Никој пат не помислува дека пак ќе влезам во тој котел. Никој пат не помислува. И ниту, не, ама ова да пак бидеш во дупка и да го живееш вака животот, не сакам. Не сакам јас, дали А1 или не. Чак од аспект би требало А1, ама сега и без А1 лесно се информира народ. Подобро е со А1. Ама сега интернетот, све постои за ова моја мисла, дека сакам да се има, да стигне шо подалеку. И текако, сакам да охрабрам. Ја не можам да ве убедувам, вие, како ќе мислите. Јас само ве убедувам ја како што мислам после цел затвор и сега како се чувствувам. Сега јас се чувствувам убаво. Со мислата најглавната што е. Најглавната мисла. Фала Богу, здрави живи сме, а и здравието додуша си бара за да бидеш здрав. Со убавата мисла. Со мислата дека сигурен сум, апсолутно сум сигурен, дека со помош на Сојузот, на Европска унија, со државите, со луѓето кои ги има тука, дека ние не ќе продаде многу пократок ќе биде чак патот во интегрирањето, реално интегрирање на Македонија во ЕУ и НАТО, отколку на Европска унија тие 70 години што му требало да стигнат до ова. Пократко затоа што се тие нивната помош е многу силна и голема. И ако тие ми се гаранцијата, тие ми се она најсилната потпора за мојата ведро, кажал, пак ентузијазам и ведро расположение. Велија Рамковски, благодарам за ова вака
чест да се отворите и да споделите позитивна енергија што малку се среќава во денешнина. И ја не секам поинаков живот. Фала ви исто. Ви благодарам.